Добро вечер, почитувани гледачи. Уште еднаш од спортскиот центар Кале во Скопје, каде што денес се одигра најпрвен женскиот суперкуп како вовед во престојната 2023-2024 кошаркарска сезона, каде што екипата на Камп Баскет беше подобра од тимот на МЗД Скопје жени 102-52, а вечерва 11-то издание во машкиот суперкуп, каде што двојниот или освојувачот на двојната круна, тимот на МЗД Скопје Аеродром, ќе игра против финалистот во купот Феникс 2010. 11-то издание, а во претходните 10, 5 триумфи има токму тимот од Јане Сандански. Ево го составот на МЗД Скопје Аеродром со број 0 Крстевски, 2 нули е Седрик Расел, 1 Петков, 5 Миловановиќ, 6 Андоновски, 8 Робев, 13 Стојковски, 19 Дамјан Стојановски, 20 Војдан Стојановски, 24 Баковиќ, 30 Воркуќ, 44 Танасковиќ. Доста нови имиња пред сестранците, плюс младиот Петков кој дојде токму од тимот на Феникс, дојде и Миловановиќ кој играше во Италија претходната сезона во Кремона, и секако неколку искусни, прекалени поранешни или сегашни репрезентативци пред се браќата Војдан и Дамјан Стојановски, како и Крстевски, тука и искусниот Робев. Ова е судиската тројка која што ќе го води над преворот. Зоран Митровски, Раде Јанков и Никола Јакимовски се арбитрите на вечерашниот надпревар. Убав вечер, топло беше денес во главниот град и воопшто на секаде низ Македонија, иако есента од вчера веќе присутна. А одиме сега да видиме составот на Феникс, исто така со неколку измени пред сестранците, но со број 0 Деандре Томас, 3 Стивенс, 5 Петковски, 8 Зетов, 10 Димчевски, 11 Митревски, 12 Стојановски, 13 Шакур Даниел, 20 Рис, 42 Стојковиќ, 77 Димитриевски, 91 Трајковски. Тој ќе биде капитен, а не Андреј Митревски, иако се потрудија колку можат лекарскиот тим, физиотерапевтите да го оспособат најмладиот капитен во македонското првенство Андреј Митревски, кој штета е што нема да настапи на овој меч, ако се земе предвид дека со 19-20 години е еден од најдобрите бекови и играч кој што практично може 40 минути да игра, но се уште е онаа повреда која што е здоби во надпреварите на Европското првенство Б дивизија што се игра во Скопје, каде што македонската млада репрезентација дојде до финалето, а со тој до пласман во А дивизијата. Тоа е многу важно за таа генерација која што има потенцијал. Сепак Андреј Митревски ќе мора да паузира барем уште 4 седмици, според она што е сега како најактуелна информација. Не смее да се ризикува со неговото здравје, тоа е секогаш приоритет. Тоа го истакна и тренерот Денис Дрвишевиќ, кој што многу амбициозно го очекува овај надпревар, како што амбициозно го игра кошаркарите на Феникс и купот на Македонија, каде што беа дебитанти во финалето, тогаш да загубиот тимот на МЗТ 89-73, меѓутоа држа еден од жестоко темпо во текот на целиот надпревар, откако претходно ги изненадија фаворизираните гости во четвртфиналето и тимот на Пелистер во полуфиналето. Како и да е, јасно е каде е историјата во минатото, а и реално квалитетот и за ова престојна сезона. МЗД Скопје Аеродром, кој што го загуби статусот во АБА лигата, меѓутоа ќе игра во АБА 2 со интенција да се врати во најсилното јадранско друштво. 10 шампионски титули, 10-та ја освоија пред неколку месеци, во меѓувреме и 11-тиот рекорден куп. Имаат 5 најмногу суперкупови од вкупно 10 изданија досега на ова надпреварување, кое што за прв пат официјално стартуваше во 2000 година. Тогаш загубија интересно во финалето кошаркарите на МЗТ од тимот на Никол Ферд, кој што е двоен победник, исто толку титули има во суперкупот и составот на Работнички. Има и 4 загубени финалиња, при тоа тимот од Градскиот парк и една титула има Струмица во минатото во овие надпреварувања. Ова е секако почеток на сезоната, во која што пред се треба да видиме со какви нови играчи. А кога зборуваме за новите играчи, за жал, тоа е главно се однесува за странците, и да видиме дали има уште некој младо момче кое што ќе се наметне оваа сезона, како што на пример беше Митревски, како што беше Хот кој замина во меѓувреме во Пелистер, а Петков дојде од Феникс во составот на МЗТ. Но ова млада екипа која што постои неполна деценија и пол,
има потенцијали и веќе со играчи кои се по 16-17 години ќе видиме колку ќе добијат шанса на овој надпревар, но секако во сезоната ќе има, веруваме дека под такво сценарио ќе тргнат и другите македонски клубови, без оглед на тоа што оваа сезона се дозволени четворица странци на паркетот исто време. Елена Мицковска, поранешна истакната кошаркарка и дел од Кошаркарската федерација на Македонија, активна на повеќе полиња во спортот. Има тука навивачи на едната и на другата екипа, се разбира. Само да напоменам дека на почетокот на октомври тимот на Феникс 2010 го очекува и настап во надпреварите од FIBA Европа купот, каде што ќе играат во Никозија, во главниот град на Кипар, против Керавнос и против германскиот Рошток. Кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром во сини дресови, во бела, претежно бела комбинација со жолто и пурпурно од страните кошаркарите на Феникс. Почеток на преварот и првиот напад за екипата на МЗТ, која што настапува во состав Ворку, Робев, Војдан Стојановски, Баковиќ и Танасковиќ. Ево го првиот обид на центарот Душан Танасковиќ, кој што лани играше во Борац Бања Лука, 208 см, 22 годишен. Ги нема Кефи, Вер, го нема Бу, го нема Кук, го нема Мичевиќ, па и Бурсач кој што играше во претходната сезона од странците во составот на МЗТ Скопје Аеродром, но многу често се менуваат, зависно и од можностите, и од буџетот, и од амбициите, и од многу други параметри. А Танасковиќ е еден доста млад кошаркар, кој што ќе биде стартна петка со своите 208 см на почетокот на сезоната. Два пати непрецизен, дали е слабост шутот со слободни фрлања ќе видиме, но не беше баш најсигурен. Хеликс, Петковски, Димчевски, Шакур Даниел и Трајковски е поставата за Феникс. Ево Трајковски скок наназад со една нога, први негови поени, кои заедно со Димчевски треба да ги водат овие млади кошаркари, од кои очекуваме да растат оваа сезона. Ворку, лани играше за Гостивар, одлично се представи со 17 на поени во просек, 7,2 асистенции, беше долго време и најдобар асистент во лигата, а на другата страна е поени за Баковиќ. Хрват од Босна и Херцеговина, лани играше во Леида во Шпанија, 205 см, 30 годишен, на позиција четворка, крилен центар, за 2:2. Петковски има само 17 години и се обид за 3 поени, не успее да погоди Трајковски. Топката кај Војдан Стојановски. Се мести за 3 поени и не успее да погоди. Офанзивен скок. Повторно Војдан Стојановски, сега со влез. Негов препознатлив влез, иако сега од левата страна фронтално земено 4:2. Има многу трчање пред се од кошаркарите на Феникс, кои што тоа го форсираат во претходните две сезони, кога се приклучија во најсилното друштво и представуваат многу сериозен ривал на најквалитетните македонски клубови. Инаку сезоната ќе започне на 30 септември. Да видиме сега Даниел, еве го Шакур Даниел од Канада доаѓа, има 198 см, играше во Тарлетон Стейт универзитетот во NCAA лигата на позиција бек крило за 4-4. Една подвижна, еластична екипа, агресивна. Погледнете, излегува тука на Војдан Стојановски, а Стивенс туркал во обид за да дојде до топка во дуел со Танасковиќ. Баковиќ не успе да погоди, останува 4-4, офанзивен скок Робев, Танасковиќ. Забележа дека е сам и оди
со лесно положување, а прито изнуди лична грешка за дополнително слободно фрлање. Гледате тука во одбраната едноставно го оставија Стивенс. Бараше помош, веќе беше во овој двочекор, во овој влез. Танасковиќ кој заработува и дополнително слободно фрлање. Сега прецизен. 7:4. Димчевски. Феликс Стивенс. Трајковски, обид за повратна. Пресилна беше. Загубена топка. Феликс Стивенс играше во Индиана Стейт во NCAA лигата. Сега Ворку, кој што веќе добро ги познава салите и приликите во македонската кошарка. Изворена сезона лани за Гостивар. Баковиќ се обидува таму да се избори за добра позиција, не успеа од табла. Ќе биде тоа напад за Феникс. Петковски Даниел, сега Трајковски забележа дека има простор, не успеа од табла. Му побегна топката на Стивенс. Иако МЗТ одигра 5 контролни надпревари во изминатиот период, загуби од Дарис со 20 разлика, од Косовски од Пеѓа со 15, но ги победи Гостивар 19 разлика, па два пати бугарскиот рилски спортист 7 и 6 разлика како загревање во почетокот на септември до пред неколку дена. Не успе да погоди Ворко за 3 поени, сега оди на другата страна Даниел за Стивенс и изнуди лична грешка, тука го навлече Баковиќ да изреагира и да има дополнително слободно фрлање. 7:6 за МЗТ, убаво го одигра ова во транзиција кошаркаите на Феникс. Ќе влезе Дамјан Стојановски во игра на местото на Дамјан Робев. Васко Атанасов во финишот, откако беше асистент претходно на Александар Петровиќ, па на Драган Николич кој го освои купот. Знаете од какви причини Драган Николич траеше да прекине соработката. А Васко Атанасов ја искористи шансата на најдобар начин и ја продолжи соработката со тимот на МЗТ, доби доверба. Младиот македонски тренер, уште еден од плејадата, оние кои што очекуваме да прераснат во квалитетни, можеби со меѓународна репутација, какви што имаме неколку. Веднаш од прием, шут на Дамјан Стојановски, кој само што влезе во игра и погодува за 10-7, прва тројка. 4 минути игра, Димчевски не успеа да погоди. Има лична грешка тука, за да има транзиција, да видиме. Димитар Зетов ќе влезе во игра. Уште еден голем талент на македонската кошарка. Беше во Струмица. И излегува Ивица Димчевски. Член оние млади македонски кошаркарски селекции. Уште еднаш прием па шут, нема втора тројка за Дамјан Стојановски, останува 10-7. Даниел Трајковски. Ево го Зетов. На него оди Танасковиќ. Даниел, па Стивенс, обид за 3 поени, се види дека нема да погоди. Не го навести добро шутот. Сега Ворк. Забележа дека има простор за влез и положување од табла. Извореден дриблер, знае да ја скрие топката и го направи тоа на умешен начин за 12-7, 5-0. Серија прават за 5, највисоки предност досега кошаркарите на МЗТ. Ќе има замени во двата состава, во првиот
прекин и еве сега можност. Даниел беше удвоен и фаулиран. Признава дека лична грешка направил Душан Танасковиќ. Негова Крстевски во игра и Расел со број 0-0. Крстевски има 0. 2 четворки има Танасковиќ. Излегува и Војдан Стојановски кој беше стартер. Се врати Алек Петковски во игра. Сега Зетов. Ова топка за Даниел, чиста позиција, еве тројка, права за играчите на Феникс, а еве го и пекарот на Суперкупот. Драган Василов Цевка, кој трета година едно подруга се игра тука, трета година откако останавме во кошарката осиромашени за големиот спортски работник, кој што продуцираше голем број таленти во својата кариера. Баковиќ за Ворку, немаше простор за влез и Петковски, па интелигентен фаул може да се каже, затоа што имаше тамо мисмеч, ако доеше до топка Бојан Крстевски, вака ќе има 2 слободни фрлања. Ова е петта тимска лична грешка за Феникс. И нова замена, Деандре Томас на местото на Петковски, кој што ја прави веќе третата лична грешка. Го продолжи договорот, 5 години поред, Бојан Крстевски во тимот на МЗ-та, трета сезона поред ќе игра Робев. Значајни засилувања, претходно Војдан и Дамјан Стојановски, тоа се практично најзначајните имиња за странците порано или подоцна, може и да се менуваат, може и да се погодат и да се промашат. Ако и некој се повреди, има замена, но ако имате квалитетни македонски кошаркари, тогаш сте во предност со подолга, поквалитетна клупа за купот и за првенство. 13-10, еднаш беше Крстевски прецизен во слободните фрлања. И сега Деандре Томас играше во Маунт Сент Мери. Негов обид, оној флоутер не успе да погоди, а прифати топката Баковиќ. Убава транзиција, Расел за 2 погодува. Седрик Расел играше во Тамишлани во српскиот шампионат, над 16 поени, нешто по 2,4 скока и 2,3 асистенции во просек. Не успе да погоди таму преку рака Стивенс. 15-10 со интенција да ја зголема тоа предност. Кошаркаите на МЗ Баковиќ има мисмеч против Зетов, не погоди, мислам не се ни осуди да се сврти и одеше на тројка Ворку, не погоди чиста позиција. Сега Даниел Зетов. Респект за тоа што покрај него е Дамјан Стојановски, не успеа за 2 поена Рис. Сега Зетов преку рака не погодува. Офанзивен скок на Рис и има фаул. Не видиме дали од Баковиќ или Ворку, не, нагазил на линијата. Джозеф Ројс го гледаме. Играше во универзитетот Душејн. Да, претходно Ворко сигнализираше, нагазил Джозеф Рис на основната линија. 7 минути измина, 5 разлика за МЗ-та и напад, Дамјан Стојановски се мести за 3 поени, погледнете со каква сигурност, без оглед на тоа што промашува во некои ситуации. Тоа е искуство, тоа е тај рутина која што треба да имате со голема минутажа во текот на целата кариера. А и треба да се изборите за еден таков авторитет, да може веднаш при прием, па и од неизградена позиција да се бие. Многу често знаел да решава со такви погодици. Петков сега. Засилувањето кое што дојде од Феникс 2010. Марин Петков. Репрезентативец до 20 години. Еден од оние кои што беа најзаслужни за враќање во А дивизијата. Ке видиме сега со каква минутажа, не само денес, него воопшто оваа сезона во составот на МЗ Скопје. Даниел погодува.
15-12 за МЗТ. Нешто повеќе од 2,5 минути до крајот на првиот период. Се уште како вовет, каде што и двата тима нормално почна агресивно. Петков. Сега удвоен претходно беше свирено, да видиме, да, фаул. Трајковски бара образложение од судијата, тука малку лошо падна и тој, но добра е што немаше некој посериозен контакт, а и Петков добро знаеше да падне. Сега две слободни фрлања за него. Прецизен во првото. Два пати успешен за 17-12. Сега и Андреј Доновски ќе го видиме во игра. Сениорскиот репрезентативец на Македонија, и тоа е таа клупа која што последниве 10 години постојано им дава голема предност во домашните надпреварувања на кошаркарите на МЗД Скопје, но ќе видиме како ќе биде оваа сезона. Томас, Даниел Зетов, Трајковски, добра позиција за него, ако се знае колку има мека рака, но во случајов не погодува. Петков за Дамјан Стојановски. Не успеа овој дриблинг, ќе мора назад. И ево за Андоновски. Доволно беше добро поставен во одбраната Рис. Да го попрече Андоновски да поентира. Мал број поени, 105 секунди до крајот на првиот период. Максимално фокусирани на одбрана и двете екипи. Сега имаат вишок, да видиме, Томас нема да бие. Нагазил на линијата. Ова странично. Ево, да, излезе со левата нога. И тоа пред очите и на судијата и на неговиот тренер. Тренерот на МЗТ Денис Дервишевиќ. Минута 34 до крајот на првиот период. Уфрлување од страна за тимот на МЗД Скопје. Седрик Расел играше во Луизијана Стейт 4 години во NCAA лигата. Крстевски против Трајковски, интересен дуел, тука се приклучи Зетов кој успее да украде оваа топка и сега имали можност за транзиција, се вратија навреме кошаркарите во сини дресови. Даниел Рис, Томас, па Даниел, еве тројка. Нема добра рака, 17-15, го покажа тоа во последните два шута за својот тим. 7 поени. А со овие 3-10 вкупно за Шакур Даниел. Уште е помалку 44 секунди до истекот на првиот период, но се оди на секоја топка да се попречи што е можно повеќе нападот на противникот, затоа се овие премал број на поени, но одбраните многу често доведувале до трофеј. Во случајов еден надпревар за трофејот во Суперкупот. Дамјан Стојановски, нема тројка. И најприсебен беше Петков која собра ова одбиена топка, па сега Крстевски не погодува, Трајковски конечно. Еве напад за израмнување. Томас. Трајковски за Рис. Томас, чиста позиција за 3, не погодува. И таму Расел. Имаше подобра позиција од Даниел.
последни 3 секунди од првиот период. Има во неколку наврати 5 предност кошаркарите на МЗД Скопје. Нова замена е најавена. Келикс Стивенс на местото на Трајковски. Еве таа ситуација во играта, четворица странци и младиот Димитар Зетов. Во овие 3 секунди Расел мора да завршува сам, обид за 2 погодува. Пред звукот на сирената, значени поени како и сите, особено ако биде тесно до крајот. 19-15. 4 предност за кошаркарите на МЗД Скопје. По првите 10 минути игра. 10 поени за Шакур Даниел во екипата на Феникс 2010. Има и 4 скока и 2 асистенции. Одлична партија за него. Сите други постигнаа само 5 поени вкупно. Во редовите на МЗД Скопје, тројка на Дамјан Стојановски и неколку играчи со по 2 поена. 3 поени има и Танасковиќ кој имаше и од слободни фрлања ни 2+1 реализација. Како и да е, се уште рана фаза од овој надпревар. Видовме една агресивна игра од стартот на двата тима и да уживаме дел од овие најинтересни моменти. Во меѓувреме, само ќе напоменам дека само 4 клуба до сега успевале да триумфираат во Суперкупот. 5 титули за МЗД Скопје, по 2 трофеја за работнички Никол Ферти, 1 за Струмица. Феникс 2010 е 9-тиот финалист. Претходно во финалето барем игра и Вардар осигурување, Фени Индустри, Карпош Соколи и Лани ТФТ, кои што не успеа да го освојат купот, односно трофеот во Суперкупот. Ова е 6-ти пат да се игра Суперкупот во Скопје, 3 пати едно подруго во оваа сала и 3 пати под името Драган Василов ЦФК. Почеток на вториот период со напад на Феникс и 4 предност за МЗД. Томас сега поагресивно на него. Не успеа да го види кошот Риз. Марко Миловановиќ го игра со број 5 и немаше контрола сега при приемот на топката. Уште еден млад играч кој има искуство и во Италија, Лани во Кремон. И сениорски репрезентативец. Иако сениорската репрезентација е далеко од оние некои позиции кои ги имаше пред нешто повеќе од една деценија. Па и пред една деценија игравме барем на европско. А за четвртото место од 2011-та и да не зборуваме. Зетов. Риз. Имаше отворен простор за влез. Сега Трајковски има добра позиција. Ретко тука се случува некој да го спречи. Играте бегаат противниците, затоа што може само да се одбијат и да заработат лична грешка. 19-17 за МЗД Скопје. Саме Крстевски за 3 поени, знае да погоди, не и овој пат. Се врати Димчевски на стартот на вториот период и еве сега напад за изравнување. Танасковиќ чека да се врати во игра кај МЗД Скопје. Даниел за Трајковски и тој слично како Крстевски на другата страна. Во обид за 3 си поигра топката на обрачот, а Зетов прави фаул. За сега проблеми со лични грешки има само Алек Петковски, кој беше стартер во тимот на Феникс, 3 лични грешки. Неколку мина со по една во двата тима. Расел и Андоновски напуштат играта и Крстевски. Една хокерска замена во тимот на МЗД Скопје. Се врати Баковиќ, се врати Танасковиќ, он е на 4-5 позиција и Ворку како плеймейкер. Ево го Ворку. Баковиќ.
9 секунди за напад остануваат. Горку се обиде сам да заврши пре некако оштро надвор од баланс. Е нова шанса за да дојдат до изравнување, а со тројка и да поведат кошаркарите на Феникс. Даниел, најдобриот поединец во првите 10 минути со 10 поени. Рис. Лична грешка на Миловановиќ. Ќе се врати Војдан Стојановски на местото на Дамјан Стојановски. Димчевски засега мирен во нападот, но позиционо и воопшто и во одбраната и во нападот придонесува колку што е можно, но еве нема тројка уште една што биде Трајковски на другата страна, прецизен во оваа транзицијата. Насковиќ од табла, него беше тешко, 5 поени за него, 21-17. Шакун Даниел. Джозеф Рис, има кош и дополнително фрлање. Поени за Рис, 21-19. Има и лична грешка, убаво го одработи тоа. Баковиќ стори се што можеше, но на крајот заврши со лична грешка и тоа е втора за него. Излегува од игра, се враќа Крстевски на негово место. За да не биде набрзо направена и трета. Зетов ја напушта игра така и Феникс. Се врати Стивенс. Рис не реализира во дополнителниот обид. Од слободно фрлање 21-19 за МЗТ Скопје. Ворку. Војдан Стојановски удвоен. Насковиќ остана сам. Затоа сега Миловановиќ има обид за 3. Чиста позиција, не погоди. И топка за Феникс. Рис. Само Стивенс во просторот во рекетот, прими добра топка од Трајковски и еве изравнување 21-21. Со многу рутина, искусниот Бојан Трајковски. Сега Ворку. Одлично се движи, меѓутоа беше добро заграден и не можеше да го види кошот. Ивица Димчевски обид за 3. И еве го чиста тројка, 24-21. Добра игра на почетокот на вториот период тимот на Феникс и затоа тренерот на МЗТ Скопје Васко Атанасов бара тайм-аут. They trap you here. Show up, pass, and look for the pass inside. That's it. We are keeping the ball. The problem is offense. Okay. Just get rid of the pass. Let's go three side with Boydan down, okay? Boki. Three side, okay? Bojan will go on outside screen. Okay, Dušanen, samo premesti ovdje. Dobro. Bojan, open up here. If nothing, continue to the middle, okay? Just keep playing. Just keep playing. Let's go. Основното е дека проблемот е во нападот, каде што имат постигнато само 2 поена во првите 3 минути и 10 секунди од вториот период, а примија 7. И тимот на Феникс дојде до највисока предност оваа тројка на Димчевски од нападот пред тајм-аутот на Атанасов.
Највачите на МЗТ Скопје се навикна на трофеи претходната деценија. Дојда до двоцифрена залиха на титули во првенството, работнички и натаму со 15, но МЗТ со 10. Во купот го помина големиот ривал од градскиот парк, 11 купови, а во суперкупот имаат најмногу. Сега во завршица на Ворку, во негов стил, 23-24 со многу решенија при овие своји пробиви. 4 поени за Јаку Ворку. Сега тој прави фаул. За него прва лична грешка. Да, ова беше дуелот, но фаулот беше позициона таму. На работ на линијата слободни фрлања. Стивен сега беше добро заграден, па 11 секунди остануваат за напад. Тука Робев му попречи. Потоа и Крстевски. Рис. Даниел, добро чуван во вториот период, но други момци функционираат кај Феникс. Повторно Шакур Даниел. Рис, мораше да бие, нема тројка. Има офанзивен скок. Стивенс. И не погодува, бараше лична грешка. Скок на клупата на Феникс. Ворку. И сега одземена топка, 3-2 во оваа транзиција. Димчевски малку застана. Сега позициона Даниел. Рис. За Трајковски, изблокиран со фаул од Танасковиќ. Има две слободни фрлања за Војан Трајковски. За Танасковиќ, втора лична грешка. Дете на Партизан е Танасковиќ од 2018-та, но главно беше позајмуван до минатата година. Младо Земун, па Дунав, играше и во Иго Кеа претходната година. За Србија во надпреварите на Европското првенство до 16 години има бронзен медал пред 6 години. Еден талентиран играч, но не е од оние тешки центри. Ќе видиме како ќе се развие оваа сезона. 23-25 од аспект на МЗТ, кој сега напаѓа. И токму Танасковиќ ја губи топката. Некако го загуби балансот при овој дриблинг. Исфрлен од рекетот. Два предности напад за Феникс. Рис, Стивенс. Повторно Рис. Дриблинг за Стивенс, да има позиција, не се обиде за 3. Блесна Стивенс, не погодува. Рис изблокиран од Крстевски, таму беше. Ќе продолжи нападот на упорните играчи на Феникс. Нова замена, Баковиќ ќе се врати во игра. Танасковиќ некако не е во ритам кој го бара од него тренерот Атанасов. Трајковски против Крстевски, нема повратна за Даниел, кој што веќе беше заграден кога ја прими. Сега обид за влез на Даниел, добар дриблинг. И со финта се ослободи од Робев, го излета, што се вели кошаркарски, 27-23. Повторно Шакур Даниел. Негови 12 поени, нема промашување за 2. Обид за 3 на Робев, не успе да го погоди обрачот. Не игра добро кошаркарите на МЗТ во овој втор период. Има 19 поени по првите 10 минути, а сега за
повеќе од 5,5 минути, само 4. Даниел, број 1 играч за сега. Трајковски, колку само тој влие на сите овие играчи како еден командант со своето искуство, па и рутина до сега. Сега убаво офрлување тамо во просторот под кошак, на низот пост. Стивен се фаулиран од Робев. Ќе се врати Дамјан Стојановски во игра. Токму на местото на Робев. Две слободни фрлања има Келикс Стивенс. Не успева првото. До сега 5 поени, 2 пати промаши слободни фрлања, можеше да биде 5 или 6 разлика. 4 минути до крајот на полувремето, 4 предност за Феникс. Крстевски направија вишок тука, Баковиќ се виде дека тешко ќе се справат кошаркарите на Феникс во овој напад, кога веќе оставија многу простор во рекетот. 25-27 од аспект на мазата. Рис. Трајковски за Даниел. Удвоен. Таму е Ворко со Крстевски, има лична грешка, преагресивни биле. Крстевски признава за него прва. Ова е шеста тимска лична грешка на МСТ Скопје. Замислете, Феникс има само една во овој втор период. Се уште треба да се компонираат овие акции, движења со, без топка, простор или противник, по секој случај во напад, во одбрана. Ќе имаат многу можности. Ќе видиме колку ќе останат овие странци, но засега делуваат дисциплинирано и покрај тоа што е ова, па може да се каже и најзначајниот надпревар во клубската историја на Феникс. Најзначаен беше оној во купот во финалето кој што го игра токму против МЗТ Скопје во претходната сезона. Тогаш МЗТ се намачи во добар дел од надпреварот, на крајот убедливо го доби. А Феникс го одигра првото финале и практично го заслужи овој настап во Суперкупот. 25-29 останува. И еве сега тројка Крстевски, неколку пати него сакаше топката, сега без да го допре обрачот. 28-29. Рис. Претходно има прекин. Не дозволуваат не две, туку не едно додавање и простор на противникот. Во овој случај загубена топка. Чекор, да, Чекор плюс имаше при приемот, така е. Војдан Стојановски, тој се врати во завршните 3 минути од полувремето. Напад за враќање на водството, кое што подолго време не го има во втора четвртина. Крстевски не погодува. Даниел. Добар дриблинг, обид за 3 поени, има чудно изфрлање, иако досега не грешеше. Нема тројка за него. И чиста позиција, Војдан Стојановски нема да сгреши. Можеше само да има контакт за дополнително фрлање. Ова Војдан него пропушта. 30-29 и тајм-аут за Денис Дервишевиќ. МЗТ го врати водството, додуше само со еден разлика, но и во оваа транзиција, но и претходно напад кога со тројка погоди Крстевски, полека ги враќа во ритм. Guys, we get 3 fouls till bonus, 3 fouls до bonus. So, make the foul. Strong catch foul, guys. They do this, watch. Please. They have corner 4.
We catching here, yes? This guy will switch the big guy, this guy will go in the corner. Hey, offense problem because we think we are up 4 and everyone takes shots. You go drive, pick and roll empty. You're the same. We say first transition, no shot. Pass, then it's a pass. Okay? Guys, focus on the game. Don't let in these 2 minutes, they go up. We play 31 till the end. Watch this pass for corner. Second offense. We play, you are point guard with Ivica, Fist, Ivica, you and Joe. Let's go. Нешто слично како и во претходниот тајмаут тогаш на МЗД Скопје. Да, сега проблем во нападот кај Феникс реализацијата и втор проблем што имаат само една лична грешка, па понекогаш истакна тренер Дервишевич дека треба да идат и поагресивни и да одат на фаул, да не дозволат лесни поени на противникот, што се случи во оној последен напад на МЗД. 2 минути 20 секунди до големиот одмор, лична грешка прави Војдан Стојановски во дуел со Зетов, кој се мести за слободни фрлања, затоа што е ова 6-та тимска лична грешка. Сепак Дамјан, не Војдан. За Дамјан е втора лична грешка. Проблем со реализација на слободни фрлања, што на крајот во еден ваков тврд натпревар со мал број поени, како стојат работите, засега може да биде и еден од решавачките фактори. Ворку немаше позиција, го бараше Војдан. Тешко против Фриз, Баковиќ мораше да бие на 3 секунди до крајот на нападот, имаше солидна позиција од крило. Сега Деандре Томас. Зетов се излекува тука Рейс, да му направи простор за влез, убаво Зетов од табла не успе да погоди, добро беше чуван. Рейс му помогна да ја врати топката Димитар Зетов. Димчевски ќе се обиде со влез, тешка позиција, во истек на нападот, нема поени. Добро одработија во одбраната, повторно кошаркаите на МЗТ, сега Ворку. Дамјан Стојановски за Војдан. Ова е за него сепак подобра опција за Дамјан и тројка одработија браќата близнаци во тимот на МЗД Скопје. Ова често знаело да ги пореметува во поглед на стабилноста во играта, во одбраната, во нападот, воопшто, психолошки, ментално, како сакате, противничките играчи, а гледате како е крена публиката. Ќе видиме како Феникс ќе се однесува во последната минута. 33-29 со серија од 8-0 за МЗТ. Зетов сам за 3. Не успе да погоди со звукот на сирената и сега Баковиќ. Драстично падна играта на Феникс во завршницата од вториот период. Ворку. Војдан Стојановски за Крстевски. Лична грешка прави Димитар Зетов. И тајмаут бара тренерот Васко Атанасов. Ги намести полека коцките во нападот, неговиот тим. 2 тројки на Крстевски, ова последната на Дамјан Стојановски. Противникот проблематично во нападот, иако нема да биде голема разлика. Ќе видиме како ќе заврши во прво полувреме. Ејасу, Дамјан, Бојан, Марко, окей. Воки ресив, пас, full sprint here, окей. Back screen, Дамјан, immediately качи се повисоко Бојан. Дамјан attack from this, окей. Дамјан will pop. Ей, ако има пас на Бојан, Бојо, ти се качуваш одгоре. Од хендов нападни од Бојан, окей. Окей. Гледате како бараше образложенија.
од тренерот Дрвишевиќ. Стивенс во оној претходен прекин пред неколку минути. Но тоа е, споменав, има голем број странци кои што треба да се прилагодат, да се адаптираат на новата средина. 23-4 секунди до крајот и еве уште еден фаул сега на Рис. За него прва лична грешка. А трета тимска лична грешка на Феникс. Крстевски за Дамјан Стојановски. Ворку. Немаше простор за влез, па сега Дамјан Стојановски 3 секунди. И претходно е свирена лична грешка. Што значи уште една штопка острана. Ова е четврта тимска лична грешка, трета во овој напад за Феникс. Се чува само со една и тоа не е баш и добро секогаш. Последни 7 секунди. Војдан Стојановски никој не се отвара, може да оди сам. Има добар шут секогаш, но овој пат и надвор од баланс. Ако ништо друго, не дозволија противникот да дојде до шанса да бие. 33-29 се менува двата тима во водство во првото полувреме. Водеше и Феникс. Падна некако во нападот во последните 3-4 минути од втората четвртина, па се врати тимот на МЗТ од 25-29 со серија од 8-0 до 33-29 за овие 4 разлика што ги имаат по првите 20 минути. Интересно колку се распоредени рамномерно поените кај тимот на МЗТ Скопје. Танасковиќ 5 поени, 4 Војдан Стојановски, исто толку има и Крстевски, исто толку има Расел, исто толку има Баковиќ. Во редовите на Феникс е најефикасниот Шакур Даниел, канадскиот интернационалец со 14 постигнати поени, а зад него со 5 поени е Стивенс. Слични се и по остварени скокови. Кошаркарите на Феникс 21 скок, имаат 8 асистенции, а МЗТ Скопје 22 скока и 8 асистенции во тој сегмент. Нешто подобар процент на реализација тимот на МЗТ, но тука се некаде по многу параметри овие два тима видовме доста агресивна игра, не се оставаше многу простор, речи си, во одбраната и воопшто да не се остава противничките играчи да дојдат до некаква позиција за чиста реализација и веруваме дека така ќе биде во второто полувреме. Ова е 11-то издание на Суперкупот на Македонија во кое што играат МЗТ Скопје Аеродром за својата 6-та титула и Феникс 2010 за својата прва. за МЗТ Скопје Аеродром во првото полувреме на надпреварот во Суперкупот против Феникс 2010. Еден тврд надпревар во првото полувреме во кое што двата тима постојано се менуваат во водство. Во првата четвртина почесто МЗТ, во втората Феникс. На крајот со серија од 8-0 во последните 3 минути и 5 секунди МЗТ дојде до највисоката предност. И сега 36-29 со оваа стартна тројка на Војдан Стојановски на почетокот на третиот период. Тоа значи 11-0 прават од оние 29-25 што ги имаше Феникс во последните 3 минути од првото полувреме. Но ќе биде овде интересно, иако го загуби некако компасот Рис, требаше барем за некој момент порано да се обиде да бие, а Перо Антич, председателот на Кошаркарската федерација, во очекување на епилогот од овој надпревар и обврските кои што се на крајот
оној свечен дел да го врачи пекарот на победичката екипа. Боженска конкуренција, тоа беше кам баскет, која што убедливо беше подобра од тимот на МСД Скопје жени. Не успеа сега Борков во овој напад, па Димчевски оди во транзиција 2-2. Почека сепак да дојде Даниел, најефикасниот со 14 поени во првото полувреме. Трајковски за Стивенс. Тешко против двајца. Сепак Рис беше таму. И сега Баковиќ фаулиран од Трајковски. Ова е игра која што од финишот на вториот период па и на почетокот на третиот во целост му одговара на тимот на МСД Скопје. Има и тие криза во првите 5-6 минути од втората четвртина, но некако се вратија. Ево и Крстевски повторно бит за 3, не успе да погоди, скок на Дамјан Стојановски за Трајковски, чиста позиција, продолжува серијата. 38-29, 13-0 од последните минути од вториот период. Голем пат во играта, пред се во нападот кај кошаркаите на Феникс. Димчевски обид за 3, не успе да погоди, Петковски таму се бореше и се избори за продолжение на нападот. Заедно со Рис, сега Димчевски ја напушти играта, Томас се враќа. Далеко од некој голем квалитет. Пак ќе споменам како и многу пати во изминатите сезони во очекување да видиме повторно промоција на некој млад кошаркар од кого може бенефит има македонската кошарка и пред се репрезентацијата. За оние кои подоцна се вклучија, ќе споменам дека Андреј Митревски поради повреда која што ја здоби во оние надпревари на Европското правенство Б дивизија во текот на летото, се уште не е доволно опоравен, но прашање на време, веројатно уште неколку седмици ќе може да се врати фит. А тоа секако е голем хендикеп кога не игра за тимот на Феникс. Баковиќ, добар проток на топка, неколку додавања. Баковиќ не успе да погоди, сега Петковски. Со нова играл Баковиќ, 18 секунди за напад. Петковски генерација 2006, 190 см висок, уште еден од младата екипа на Феникс која промовира неколку одлични играчи во изминатите 2-3 сезони. Ход кој што го напушти тимот и Петков кој што отиде токму во МСД Скопје и сега Владимир Стојановски, еден негов карактеристичен дриблинг и влез, не успе да погоди. Ова не му се случува. А на другата страна Рис и Даниел конечно ја прекина онаа црна серија која што траеше речиси 6 минути, 3 минути и 5 секунди од претходниот период и овие 2 минути и 50 на секунди без постигнат поен. 38-31, 16 поени, повеќе од половината за својот тим за Даниел. Дриблинг лево па десно, изнудилиша грешка од Трајковски. Во еден Стојановски кој сака да се исправи за оној претходен неуспешен обид. Ево го. За Трајковски втора лична грешка. Или сепак за Рис е впишана втора. Петковски драгоцени се овие совети, а и минутите кои што ги добива против тимот на МСД Скопје Аеродром, кој што цела деценија практично е главен фаворит во двете надпреварувања домашни. Но веројатно оваа сезона ќе видим малку поинако или потешко, ќе видим. Барем така најавуваат главните конкуренти и будење на некогашниот кошаркарски джин работнички. Дамјан Стојановски одземена топка од Зетов и лесно положување 41-31. Еве ги прв пат со двоцифрена предност кошаркаите на МСД Скопје и тајм-аут за Дервишевиќ, тренерот на Феникс.
K-Legs will be here. K-Legs will roll. When this guy passes, it's a low post. You finish immediately. Okay? You want the other guard here? The other guy, when he cuts, you come up. But if the second pick, it's a roll inside. And after the pass, if they help Joe, you will be the first boy up. If he helps, just cut. Guys, we switch everything. Aggressive switch. If you go on the low post, go on the kick. Get the ball there for transport the ball. 3-4. Падна концентрацијата, се виде тоа и од финишот на втората четвртина. Не паѓа ритмот кај МСД Скопје. Поминаат и една криза. Ќе видиме како во продолжение има уште многу до крајот. Томас, Рис, одлично чуван Даниел од Војдан Стојановски, еве ги сега во дуел, Војдан краде и неспортска лична грешка. Почекав да видам реакцијата на судиите. Еднаш Дамјан, сега Војдан со украдена топка и ќе има две слободни фрлања и топка острана. Ова е нешто што реков и во почетните неколку напади на овој трет период. Игра која се одвива, а која му одговара според ритмот, темпото, според перформансите што ги има овој состав на МСД Скопје. Нормално тука и нервозата си го прави своето, дополнително. Не е прашање само овие 10 разлика, туку некако различено делува она стабилна игра со која што го одигра речиси цело прво полувреме екипата на Феникс. Нема ништо да сменат, има две слободни фрлања, јасно е тоа. А Војдан ретко греши од ваква ситуација. (42-31). Веќе 9 негови поени. Сега прв двоцифрен во тимот. 8 поени има Дамјан Стојановски. И ете зошто сосема логично тие беа приоритет. Заедно со Крстевски, споменав претходно неколку наши поранешни или сегашни репрезентативци кои што се како главен стожер во тимот. Еве сега уште 2 поена, 45-31. 14 предност. И наеднаш од еден изедначен надпревар со мала разлика доаѓа до 14. И пак на максимална агресивност во одбраната, како во случајот Дамјан Стојановски во дуел со Хеликс Стивенс. Се враќа Расел во игра на местото на Војдан Стојановски, кој одработи што требаше во досегашниот тек во овие 4 минути од третиот период. Трајковски бараш и доби топка, удвоен, тешка позиција, без фаул, одземена повторно комплимент за одбраната на играчите во сини дресови. Дамјан сега во трк не успе да погоди за 3. Шкур Даниел. Рис. Добра процека на Баковиќ. Ќе се врати во игра и Робев на местото на Дамјан Стојановски и тој заврши голема работа. Со она украдена топка, дополнително го поремети противникот во поглед на сигурноста во нападот. Томас против Расел, слични играчи. Сега Трајковски, нема тројка. Рис. Напамет Стивенс, но оче некако да ја врати. Сега Ворку види дека е против тројца.
го почека Баковиќ, еве чиста позиција Робев за 3. Еве тројка нова 48-31. Колку беше тешко во првото, а колку лесно изгледа во досегашниот тек од второто полувреме. Овие 5 минути заедно со трите во кои што падна тимот на Феникс. И еве сега уште еден шут во кој што не погодува Рис во случајов. Ќе се врати Димчевски во игра, некако нема премногу опции на клупата Дервишевиќ. Ворку се прошета 50-31. Најдобриот период во екипата на МСТ Скопје во нападот, но пред се и со агресивноста која што имаат и во одбраната на двете страни на паркетот. Томас Трајковски па Стивен за 3 поени, успее да погоди конечно една тројка. (50-34). Ворку не погодува да голот. Крстевски одигра последен. Танасковиќ ќе се врати, долго време не беше во игра. Еве сега шанса малку поопуштено да игра. Поопуштено во поглед на тоа што има огромна предност. Инаку опуштање нема никогаш. Се додека трае надпреварот. Неверојатно звучи, но 25 поени постигна, а примија само 2 кошаркарите на МЗТ Скопје од завршницата на вториот период и овие 6 минути во третиот. Слободни фрлања за Феликс Стивенс. Ќе мора да поработат и на слободните фрлања, на прецизноста. Но пак ќе кажем, ова е само почеток на сезоната, за разлика од МЗТ Феникс ја нема таа долга клупа, ги нема тие искусни македонски репрезентативци, има млади пред се и двајца искусни поранешни репрезентативци секако. Долгогодишни и Трајковски и Димчевски. 50-36. Да, примија 25, постигна 6 поени. Но тоа е огромна предност што МЗТ ја направи. Сега и Ворку во последната секунда, Танасковиќ уште еднаш офанзивен скок. Ево она што реков претходно, може сега и тој да се истакне, па Робев. Ќе има две слободни фрлања за него. Андоновски, долго време и тој беше на клупата, Војда се враќа од браќата Стојановски. Излегува Ворку заедно со Баковиќ. Прецизен Робев во првото слободно фрлање, вкупно 4 поени досега. Ево го и петтиот. 52-35. Сега одржува тоа огромна предност и повторно оној пристап во одбраната. Димчевски да нема простор за никаква акција, да бидат isforsirани вака да шутираат од дистанца, а не им оди. Украде топка Томас за да продолжи нападот. Димчевски, Томашевиќ во аут.
Само 4 тројки од 18 шута има екипата на Феникс. Рейс бараше и доби топка, повторно удвоен, тешко е да оде дистрибуција, па сега Танасковиќ, сега направи чекори, да. Размислуваше да оди напред со Андоновски или лево кон Робев. Еве ќе го видиме тоа. Има за да нема нешто спектакуларно за тројка, 5 тројки од 18 шута, меѓутоа шутот за 2 поена е многу подобар, над 50%. Реализација само 31% има тимот на Феникс, сега ова нешто ќе го подобри. Но треба многу повеќе вакви реализации како ова на Трајковски, 52-37. И тројка на Расел, 55-37. И тој да покаже нешто од своите квалитети за кои е доведен оваа сезона. 7 поени вкупно. Погодува и Рис на другата страна. Джосеф Рис, 4 поени, 55-39. Расел уште еднаш сам за 3 поени, не погодува. Офансивен скок Андоновски, па Војдан Стојановски против Даниел, кој се загуби во второто полувреме. Саме Робев не погодува и конечно Рис. Лична грешка прави Робев. Бара неспортска да биде тренерот на Феникс, Дервишевич. Еве, судиите му објаснуваат. А имаше баш и елементи за такво нешто, но добро. Не е се готово далеко од тоа, иако може да влезе во ритам кој што тешко може да се следи. Минути и пол до крајот на третиот период. Сепак, да, реков, ќе се прегледа снимката. Имаше елементи, ајде да не бидам побрз од судиите. Ќе ја гледаат снимката и ќе решат. Останува првичната одлука. Топка острана, Томас чека некој да се отвори. Шукер Даниел. Нема соработка, никој не го прави блок. Димчевски повторно тешко се проигрува. Рис заглави таму, се лизна, го загуби балансот. Се е некако како последица на она што им се случуваше во финишот на вториот период. Можеби помалку и жртви на сопственото темпо, кое што реално со по-кратка ротација на квалитетни кошаркари се обидува да го наметнат и парира и тоа добро. 29-25 има на 3 минути до крајот на полувремето. Андоновски. Добро се постави Трајковски, кој се врати во игра. Танасковиќ не погодува. Добро затвори Трајковски, но ја губи топката упорниот Танасковиќ. Се избори за 200 облој фрлање. Трета лична за Бојан Трајковски.
Не почна идеално, но се поправа. 6 поен е за Душан Танасковиќ. Доправа треба да го видиме. Значајно овој надправа секако носи трофеј. Но во првенството и во АБА-2 лигата, каде што повторно како и 4 години претходно, кога се бореа да се вратат во најсилното друштво, минатата година се вратија, но повторно го загубија статусот, па ќе се борат и оваа година за враќање во првата АБА лига. Воден Стојановски прави лична грешка. Се ова што се случува сега треба да биде и како една подготовка за тие надпревари, а и за оние кои ќе бидат на пролет и пред почетокот на следното лето, како финале на плей-оф и завршница на куп. Даниел, тешка четвртина за екипата на Феникс, да видиме Димчевски не успеа да погоди тројка, да поправи нешто. Напад на МЗТ за 20 разлика. И еве, кога сакаше кога Бојдан Стојановски ќе влезе вака и под фаул и со положување од табла за 59-39. Трета лична грешка за Трајковски, се погласни и се порасположени навивачите на МЗТ Скопје. Нормално. 60-39. Нешто повеќе од половина минута до крајот на третата четвртина. Станува известно, иако нема да го земеме правото на Феникс да се обиде во последната четвртина, да направи нешто, но ќе треба многу за да се врати неизвестноста во мечот. Даниел. Трајковски погодува за 2. 60-41. Расел. Лично напад. Дваесет и 6 поени постигна МЗТ Скопје во овој период. Прими само 12. Последни 5 секунди. Даниел треба брза реализација, тешка позиција. Димчевски, ова е тројка пред звукот на сирената и убаво е вака да го заврши овој трет период. Кој знае, можеби за будење, за еден ресет, што се вели, да ги рестартира, да ги врати повторно своите кошаркари на онаа фреквенција во која што ги видовме во првите две четвртини. И за надпреварот и од неутрален агол гледано, да биде нешто повозбудливо. Да не е само формалност последните 10 минути. Беше 60-39 плюс 21, а со онаа двојка на Трајковски и оваа тројка на Димчевски, најискусните македонски кошаркари во редовите на Феникс. 19 предност за МЗТ Скопје. Бојдан Стојановски 13, како најефикасен во редовите на МЗТ Скопје. 8 поени има Ворку. Дамјан Стојановски исто така 8 поени, тоа е триото најефикасни кај МЗТ Скопје. Шеку Даниел со 16 и натаму најефикасен на надпреварот, со тоа што само 2 постигна во овој трет период. 9 поени има Стивенс. Исто толку и Трајковски. Нема многу расположени во нападот кај Феникс во овој суперкуп. Наступ, 15 од 28 за 2, 6 од 21 за 3 поени, 28% таму. Кај тимот на Феникс за 2 поена, 12 од 25, 48 реализација, во проценти, а 5 погодија од 21 победа за 3 поени, 23%. 7 промашени слободни фрлања има Феникс и тоа е она што зборува претходно
многу значајно, особено кога ќе дојдете до една подолга криза. Таквите позиции треба да се користат во текот на надпреварот. Еве да речеме една добра серија, сега може добро да им дојде, но не почнува Томас прецизно. А по оние 5-0 во финишот на третиот период само ќе ги кренеше останатите негови соиграчи. Но да видиме во продолжение. Миловановиќ се врати во игра и тој треба да покаже дел од своите квалитети, а сега одзема топка Димчевски, па се лизна, успеа да избегна да не биде чекори, му побегна топката на Томас. Што се случува со овие кошаркари? Во поедини моменти, сепак е почеток на сезоната, како да претераа малку со агресивноста во играта, па прават нерезонски грешки. Во случајов Димчевски направи фаул врз Расел. Седрик Расел за Крстевски, нема тројка. Ја приграви топката Робев. Повторно Расел. Сега Робев фаулиран од Димчевски. Па не го затвори овој дефанзивен скок добро. Сепак ова кошарки нема недостижна разлика, без оглед на тоа дали фаворитот, дали аутсайдерот или без разлика. Поискусниот, понеискусниот и така натаму. Имало безброј пресврти, па дури во вакви надпревари кои носат трофеј. Затоа максимална концентрација и агресивност до крајот. Расел, чиста позиција. Ево го. Па не може толку да промашуваат. Добија неколку подароци од кошаркарите на Феникс кои не затворија добро на дефанзивен скок, претходно и не реализираа во два наврата и сега 63-44. Стивен за 3. Не успеа да врати. Расел за да спласме некако агресивноста на противникот. Зетов е упорен и прави лична грешка. Петковски ќе се врати заедно со Рис во игра на местото на Трајковски и веројатно Зетов. Да. Крстевски. Повторно Крстевски одигра со Миловановиќ, еве го сега сам. Не успеа Марко Миловановиќ за 3 поени од агол. Петковски. Стивенс. Рис. Томас. Тешко. Нема позиција да се проигра таму во рекетот и погледнете, бега. Не дојдоа до шанса да бијат ни за 3 поени, ни од дистанца, да не зборуваме од низок пост или полудистанца. И ова депримирачки делува за секоја екипа и за тренер, чии играчи не успеале да погодат. Но комплимент за одбраната на МЗТ. Не попуштаат. Ќе се врати Ворку во игра. Во меѓувреме Расел ја води оваа акција. Одише дриблинг на Расел. Скок шут за 2 поена од слободни фрлања. 65-44, 21 предност, пак оние највисоки и тајм-аут за Дрвишевич. Guys, we're falling apart. We don't think. Kelex, you get the guard and then you pass the ball and go down. Hey, full court press. All the 5. Full court press. Be open. Guys, here is the peak. Corner. Here. Peak, Bob. Continue peak. Then roll. Okay? Hey, come up. Higher. Show when it's a pick and roll, not in drop. It's everything because of our mistakes, not because of they play good. 3-4.
Бара и натаму агресивност и така ќе бара да биде до крајот на надпреварот. Реков, ова е само најава на почетокот на една долга сезона во која што тимот на Феникс, например, ќе игра во квалификации за FIBA Европа купот на 3 и 4 октомври во Никозија против кипарски Каравност и Рошток од Германија. МЗТ Скопје ќе игра во АБА-2 лигата и работнички ќе игра како и Феникс во квалификации за FIBA Европа купот од 2 до 5 октомври и тоа тука во оваа сала македонската телевизија ќе ги пренесува сите надпревари, каде што се уште и холандскиот Демар, Сабак од Азербеџан, каде што тренер е Боби Митев и Рапид од Букурешт. Само првопласираниот тим оди во групната фаза. Во меѓувреме не успеа Феникс да реализира напад. Сега Петков кој се врати во игра, екс играчот на Феникс. Фаулиран. Во оваа четвртина нема ниту една лична грешка екипата на МЗТ и што е сега мала конфузија и кај судиите. Не е фаул врз Петков, загубена топка. И лична во напад од Баковиќ, кој што ја напушта играта во овие моменти, четврта за него, но го чува тренерот. Сега има лична грешка во одбраната и тоа за Крстевски. Втора. До пред малку нема ниту една, сега две лични грешки поред МЗТ. Петковски убаво додавање таму и завршница на Рис. 65-46. 6 минути 35 секунди до крајот. Расел. Робев. Удвоен Робев, имало фаул, мислам дека е од Даниел, барем според поставеноста на играчите. Да, број 13. Трета лична грешка за него, четврта тимска лична грешка во ова последна четвртина. Ева замената која неколку минути се најавуваше, Расел излегува, Ворку на негово место, Расел одлично се представи. Двајцата американци кои играат на бековски позиции. Петков е у шанса сега во завршницата да ги прикаже своите квалитети, екс играчот на Феникс, да, против доскоро своите. Одличен пробив, лес 67-46. И младински репрезентативец на Македонија во она генерација U20. Не погодува Стивенс, меѓутоа Рис беше упорен и присебен под кошот. 67-48, поправи нешто. Но и натаму има голема предност екипата на МЗТ Скопје. Зетов оди на Петков, двајца млади играчи, Зетов и помлад. Ворку немаше позиција, па сега за Танасковиќ, кој што е фаулиран. Душан Танасковиќ има две слободни фрлања. Ево, Стивен се овие тука да изблокира некако во оче. Излегува Петковски, а Стојковиќ е во игра. Стефан Стојковиќ со број 42, уште еден млад играч кој што е добро да го почувствува амбиентот во играта на паркетот, не само покрај паркетот и на клупата. Не значи дека тренерот Дервишевиќ се предава далеко од тоа да добијат шанса сите оние на кои што може да се смета не само сега, туку и во иднина. А такви играчи видовме во изминатите две сезони во овој клуб, каде што, пак ќе кажам, поради повреда Андреј Митревски се уште не може да помогне, но наскоро ќе биде фит.
А лани беше Коти Петков кој го видовме со одличен пробив пред 2-3 минути. Даниел. И натаму и треба да бидат поздравени и сите овие одбранбени напори што ги прават играчите, нормално како сугестија од нивните тренери, затоа што така може да се напредува. А сега тајм-аут бара тренерот на МЗТ Васко Атанасов. Daniel, Zetov, Joe, Kalex, and here it's Stojkovic. He received the ball, this guy makes the pick here, after the pick, ќе се свртиш. Значи овде. You come inside immediately, Daniel. Screen, go inside, if it's wide open, low post pass, if not, pass to Kalex, Stojkovic cut, Zetov play the second pick. Defense. When they throw the ball, this guy catch, this guy help, all of them. Only the Joe is the last one, okay? You don't come out from the paint. 3-4. Да, сепак тајм-аут беше за Феникс. 5 минути 23 секунди до крајот. И кога се почнува во спортската кариера, а уште во оној тренажен процес во помладите категории, никако не сме да се остави еден играч, еден кошаркар во случај да се помири со пораз, па колку и да е голема разликата и колку и да не води на тимот. Затоа што тоа е еден од начините во кои може да се напредува, да се гради карактерот на личноста во спортска смисла. Стивенс. Тоа пред се однесува за младите играчи кои ги гледаме и кај Феникс и во редовите на МЗТ Скопје. Даниел преку рака на Андоновски. 68-50. Сепак било шут за 2. Точно 5 минути до крајот. Не се топи разликата, а тече времето. МЗТ успешно и умешно ја одржува. Горку. Успеа Атанасковиќ некако да ја исконтролира. Последни 3 секунди мораше да се бие, не успеа да погоди. Истече времето без да биде допрен обрачот. И комплименти за одбраната на Феникс. Баковиќ ќе се врати, има 4 лични грешки, Танасковиќ одмори. Тој има 3. Атанасов не препушта ништо на случајот. Даниел против Петков. Лична грешка на младиот Петков. До максимум правеше притисок врз Даниел. Рейс успеа да погоди за 2, 68-52. На Феникс му е потребна серија. Можат ли? Повторно се растрча по паркетот да не остават многу простор. Петков. Чиста позиција имаше, но нема да бие таму Баковиќ, зашто не е негова. Петков. Одличен блес на Петков, но налета на Стојковиќ. На Стојковиќ. Уште едно младо момче кој одлично го познава својот доскорешен соиграч. И сега тајм-аут за Атанасов. Ево она што зборува претходно. Ништо не е готово и ништо не е сигурно и ништо не треба да се остави на случајот. Нема пуштање до крајот. Okay, we have Ejasu, we have Marko, and we have Romev here, Andrej here. Okay, Marin, Josh, listen, Andrej, само тргни овде на блокада
Искочи, Робев, back screen Marco, here, throw it here, and look for the lob, or if Robev gets open, pass, shot right away, we have 1.5 seconds, okay? Hey, defense is one, no switch. What the fuck are you doing? Listen, press break, press break, press break. По 8 поени во оваа последна четвртина, како потврда на онаа констатација од претходно дека МЗТ умешно ја одржува предноста која што ја направи главно во претходниот период. Баковиќ не успе да погоди, офанзивен скок таму на Андоновски и ова се поени за вкупно 70 на тимот на МЗТ и за 18 предност. Пак колку толку да се обидат да спласне агресивноста на Феникс. Даниелс, Стивенс против Баковиќ, па сега Даниел, обид за 3, не погодува, скок на Ворку. Протести од едната и другата клупа до записничката маса, но се продолжува понатаму. Сега добро Стивенс прочита тука во обид на Андоновски да врати до Петков. Рис, тешко да иде проигра, многу раце таму. Петков сега со помош на Робев. Андоновски, обид за 3, Баковиќ. И има тука лична грешка врз Рис. Се лизна, па не знам зашто не се брише паркетот. Некој може да се повреди. Ова се види и претходно во неколку ситуации и еве сега со задоцнување. Погледнете. Се движеше назад како се лизна тука Баковиќ, пропадна едноставно. Сега се брише паркетот и она во каде што не беше претходно. И она во каде што падна Баковиќ. Словен фрлање за Рис. Джозеф Рис, 203 сантиметри. Покрива кога мора и центарска позиција. За наши услови реално четворка, во некои надпревари може и петка кога противникот нема некој джиновски центар. 70-54. Петков може да мине, да, ево сега Робев, има простор, добар блок имаше и од Крстевски, но не погоди. Зетов, ја загуби топката, Ворку, пропадна шансата за контра, минува времето, 2,5 минути до крајот, остануваат се помалку. Петков изнуди лична грешка од Стивенс, тоа му беше идејата и успеа да ја оствари. Ќе биде, а и заслужува да има голема минутажа, ќе биде засилување од тимот на МЗТ Скопје, без оглед на конкуренцијата од Ворку, Расел, кој може да игра и како двојка. Петков заслужува голема минутажа, уште една ќе напоменам. За да проложи неговата кариера во нагорна линија, која што почна токму против сегашните противници. 72-54, 6 поени вкупно за Марин Петков. Ќе беше одлично да видиме да се справи со Андреј Митревски на другата страна, но ќе почекаме Андреј да зацели неговата повреда, а при крај во тој рехабилитационен процес. Стојковиќ обид за 3 поени и не успе да погоди. 72-54, го чекаме само конечниот резултат, затоа што она што се навестуваше уште од раната фаза од третиот период полека го приведува кон крајот тимот на МЗТ.
Баковиќ. Неколку обиди да продарат по рекетот. Баковиќ не успеа да се избори за позиција. Петковски бара слободен соиграч, нема такво нешто. Стивен сега го излета Робев, но нема да погоди. Последни минута и 35 секунди. Чека да влезе во игра Андреј Стојановски, уште еден од младите момци во тимот на Феникс. За такво нешто треба прекин, прекин се уште нема. Еве сега Робев погоди 74-54. И Андреј Стојановски во игра на местото на Хеликс Стивенс. А со 77 ќе почекаме да влезе и Филип Димитриевски. И тој да го почувствува паркетот во Суперкуп, историски за екипата на Феникс, која нема за што да жали. Сепак се дебитанти во еден ваков надпревар, како што беа дебитанти во финалето во Купот на Македонија, што го заслужија со двете победи во четвртфиналната и полуфиналната серија, односно пресметка. МЗТ Скопје останува 3 години поред или 5 пати поред победник во ова надпреварување, а ќе биде 6-та титула вкупно во Суперкупот за популарните штркови. Рис не успеа да спушти под 20. Гледавме во последните 30 на секунди. МЗТ има победа против Работнички 81-62 во 2015-тата. Сега нови поени 76-54 за Марко Миловановиќ. Остана сам по кошот. 22 разлика, највисока предност за екипата на МЗТ Скопје. Струмица има победа над Варда 99-62, највисока во 2007 година во Суперкуп. Надпреварување кое не се одржуваше секоја година, а почна 2000-тата, милениумската година, но во последните неколку години има еден континуитет и во последните секунди од надпреварот спортски подадена рака на Денис Дрвишовиќ до Васко Атанасов, до тренерот на МЗТ Скопје, чија екипа на крајот убедливо успеа да го освои овој Суперкуп. 76-54 е конечниот резултат во 11-тото издание на Суперкупот на Македонија во кошарка, каде што кошаркаите на МЗТ Скопје Аеродром дојдоа до 6-тиот трофеј пред во последните 3 сезони, 5-ти едно по друго, ако се земе предвид дека победува 2015-тата, 2016-тата, 2021-та, 22-та и сега, а првата титула освоја во 2003 година. Убедлива победа на МЗТ Скопје пред се поради одличниот финиш на вториот период и почетокот на третиот, кога направија серија од 25-5, која беше и решавачка во надпреварот против Феникс, дебитантот во Суперкупот. МЗТ Скопје влезе како фаворит и како освојувач на двојната круна и го оправда тоа, иако Феникс беше рамноправен, па и подобар ривал во добар дел од втората четвртина, но по кратката клупа, ростерот со кој располага тренерот Дервишевиќ сепак беше инфериорна во однос на она што го пружија кошаркаите на МЗТ Скопје, кои заслужено доаѓаат до 6-та рекордна титула во ова надпреварување. 76-54 е резултат на агресивната игра пред се во одбраната и не остава простор воопшто ни на едната ни на другата страна. И така МЗТ слави заедно со своите навивачи Дамјан Стојановски, капитенот на тимот, со уште еден подигнат пехар во својата кариера, го завршува овој надпревар. Перо Антич, председателот на Кошаркарската федерација на Македонија, го врачи пехарот на капитенот на екипата на МЗТ Скопје Аеродром, чии играчи слават заедно со стручниот штаб, заедно со тренерот Атанасов и секако со верните навивачи кои што уште еднаш ги следеа своите кошаркари во овој надпревар.
Поединечно земено 13 поени за Војдан Стојановски, 12 постигна Расел, рамномерно беа распределени поените. Дамјан Стојановски постигна 8, исто толку имаше и Ворку и Танасковиќ во екипата на МЗД Скопје, а најефикасниот на мечот е кај Феникс Шакур Даниел со 18 поени, а Джозеф Рис постигна 12. Се на се очекувана победа на екипата која што ја освои двојната круна во претходната сезона во македонската кошарка и сезонава која што стотуку започнува ќе биде повторно меѓу главните кандидати за одбрана и на купот и на првенството. Ова беше 27 трофеј купно во витрините на штраковите, 27 символични, има и работнички, нивниот најголем ривал во македонската кошарка кој има 15 титули во првенството, 10 во купот и 2 суперкупа. За Феникс убаво искуство. Феникс кој што беше партиципант во финалето на Купот на Македонија, сега дојде и до првото свое учество како девети клуб во изданието на Суперкупот. Подсетување, Феникс игра во ФИБА Европа Купот на 3 и на 4 октомври против Керавност во Никозија, Кипар, ден потоа против Рошток од Германија. Тимот на МЗД Скопје пак покрај домашните обврски има задача да се обиде да се врати во елитната конкуренција во Јадранската лига, затоа што оваа година ќе настапува во втората Јадранска лига. Подсетување само дека првенството на Македонија почнува во последниот ден на овој месец, 30 септември, каде што Феникс ќе гостува кај Чаир, а МЗТ е гостин на Кожув во Гевгелија. Еве, почитувани гледачи, полека го привршуваме и овој директен пренос со подсетување дека претходно се одигра жесткото издание на Купот, каде што Баскет Камп славеше убедливо 102:52 со 50 разлика против МЗД Скопје жени, а МЗД Скопје Аеродром со 76:54 во 11-тото издание на машкиот Суперкуп. Имајте пријатна вечер.